Инфлацијата паѓа, а економските политики даваат резултати. Со вакви вести во медиумите се објави победа над растот на цените и се создаде лажна еуфорија кај граѓаните. По месеци расте инфлацијата забавува. Тапката на инфлација оди во надолна линија. Кога цените на светско ниво рушат рекорди, во Македонија состојбата е контролирана и стабилна. Намалената инфлација ќе ги намали малопродажните цени во трговијата. За граѓаните тоа значи надеж за пониски цени. И токму затоа овие бројки се најдобар показател дека мерките даваат резултати. Но кога ќе влезете во маркет, сметките не ви се помали. Граѓаните се збунети и тоа е сосем оправдано. Денес ќе откриеме најголемата и најчестата заблуда поврзана со падот на инфлацијата. Зошто и покрај позитивните бројки на статистичарите, се е премногу скапо. Прво мора да разбереме една клучна работа која често не збунува. Инфлацијата не покажува колку се цените високи, туку со колкава брзина тие растат. Кога инфлацијата се намалува, тоа не значи дека цените се враќаат назад, тоа само значи дека тие продолжуваат да растат, но со нешто побавно темпо. Суровата реалност е дека од почетокот на кризата во Украина до денес, Македонија помина низ невиден ценовен шок. Животот вкупно поскапе за повеќе од 1/3. Кај храната, која е најголем трошок за повеќето од нас, поскапувањето е уште поизразено и надминува 50%. Тоа значи дека едно семејство кое пред 4 години трошело 20.000 денари за храна, денес за истата количка производи треба да плати над 30.000 денари. Како се снаоѓате со месечните примања? Дали ве стигнуваат за нормален живот? Prosječno makedonsko семејство со овакво примање е тешко. Двајца работаат, два ученика или студенти или што го да се тешко. Порано можевме да се приуштиме нешто гардероба или нешто слично, што е надвор од храната, сега тешко. Ја работам накнадно и ми е доволно. Па зависи од месецот, ама од глобален не. Медиумите објавуваат дека цените се стабилизирани. Дали вие тоа го чувствувате додека пазарите? Не, вистина не. Случај. Такво чувство не. Зависи каде, по кој маркет, али дефинитивно почува инфлација. Оваа криза не погоди сите исто. Колку се чувствителни на поскапувањата, зависи од тоа на што ги трошите парите. Најсиромашните 10% од населението трошат дури 85% од својот буџет само на храна. Кај најбогатите, храната е само 1/3 од трошоците. Затоа, поскапувањето на основните продукти е тежок удар за еден пензионер, додека некој со повисоки приходи тоа помалку го забележува во секојдневниот буџет. Често ќе слушнете дека и платите пораснаа. Да, статистиката вели дека просечната нето плата денес е за 63% повисока од колку пред кризата. И тоа на прв поглед изгледа одлично, но просекот ја крие вистинската слика. Дури 4 од 5 вработени кај нас земаат плата која е под тој просек. Во исто време, минималната синдикална кошница за 4-члено семејство надмина 68.000 денари, а тоа значи дека дури ни една цела просечна плата не е доволна за да ги покрие основните месечни потреби. Економските перформанси не се мерат само со стапката на инфлација. Се мерат и со тоа дали луѓето може да си дозволат достоинствен живот. А денес, речиси секој втор македонец, не може да си дозволи ниту една недела одмор.